Старите адети и оваа сабота пред Митровден ги донесоа православните околу гробовите на нивните починати роднини и пријатели. Мртвење, тоа останала традиција така. Секоја година? Да, секоја ова година. Секоја година доаѓаме на овој ден. И од вечера, од петок. Па раздаваме се што треба. Така е денот сега. По наше мора да дојдеме. Верата во животот по смртта и потребата од помошта на живите за покој на мртвите со векови ја одржува традицијата на задушница, односно на раздавање и молитва за душа. Саботата пред празникот на Свети великомарченик Димитрije предвидена како задушница. И на овој ден верниците доаѓаат во црква, оние што можат се служи за упокојна литургија. Оние другите кои не можат да дојдат на светата литургија, да ги спомнат своите покојни, ги посетуваат гробишчата, каде што носат пченица, вино, леп и се прави молитва за покој на сите покојни во семејството. Низ вековите границата помеѓу христијанската догма и колективната меморија на народот останата уште од прастаро време попуштила, па христијанските и народните адети се измешале. Токму и поради ова, црквата подсетува дека некои работи на овој ден сепак не треба да се прават. Апелираме да не остават храна на гробовите, туку да ја раздаваат на сиромашните и на оние што имат потреба. Најважно е храната да биде искористена, изедена, не фрлена. Адетите постојат за да се почитуваат, но тие не смеат да бидат поважни од суштината на празникот, а тоа е силната вера во милоста Божија која преку искрените молитви на живите може да донесе смирение на душите на оние кои го напуштиле овој свет.